Агенцијата за филм која ја треса дузина криминални афери, со години е заложник на една шака луѓе кои се поврзуваат со друштвото на филмски работници. Државата не преземаше ништо, бидејќи зад првите луѓе на ДФРМ и Агенцијата за филм стоеше партијата на власт, вели филмската критичарка Сунчица Уневска, по серијата истражувачки прилози на ТВ Алфа, кој ги разоткрија криминалните шеми во македонската филмска индустрија. Агенција за филм е во залог на една шака луѓе од ДФРМ и на тоа стојам и денеска. Значи, истите тие си отвораа се повеќе и повеќе нови продуцентски куќи, истите луѓе со други имиња. И навистина не можете да им го фатите крајот. Истите тие луѓе буквално се богови затоа што добиваат огромна, кај нас е најважно да имаш политичка подршка, и они се тие кои одлучуваат уствари кој ќе добие, кој нема да добие. Филмската критичарка Уневска вели дека има безброј примери на македонски филмски работници кои се иселуваат во странство само поради дискриминацијата и селективноста кога станува збор за доделување на подршка од државата. Таа додава дека тесните партиско-политички и бизнис релации на првите луѓе на ДФРМ, Игор Иванов Изи и Томи Салковски, со претходната власт на СДСМ и ДУИ, правело да не ги стига законот, односно никој да не може да им се спротистави, затоа што институциите стоеле зад нив. Затоа кога јас прашувам како е можно да не реагираат филмските работници, они самите викаат дека не можат да реагираат затоа што овие челници на ДФРМ нема да им дозволат да работат, бидејќи они се тие што одлучуваат за се. Дека Иванов и Салковски били исклучително блиски со претходната власт, не се само индициите оти им било дозволено да ја киднапираат Агенцијата за филм. Покрај парите кои што ги испомпувале од филмскиот фонд, владата редовно им доделувала и дебели тендери. Тие важат и за блиски пријатели со тогашниот генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз Миле Зечевич. Додека пак таткото на Игор Иванов Изи е Зоран Иванов, поранешен советник за односи со јавноста во кабинетот на Бранко Црвенковски. Истите овие луѓе неодамна ги повикаа институциите да расчистат со криминалите во филмската индустрија, но се поверојатно е дека и тие ќе се најдат под лупата на истражните органи.